Под мотото безбедноста на прво место, како секоја година, па и ова се одржа летна кампања, овој пат на плоштадот во Струмица во организација на Републичкиот совет за безбедност на сообраќајот на патиштата во соработка со Министерството за внатрешни работи и општинските совети за безбедност на сообраќајот на патиштата. Целта на кампањата е да се подигне свеста кај граѓаните за последиците од сообраќајни незгоди, бидејќи токму во летото е најмногу зголемен бројот на сообраќајни несреќи. Индикаторите за безбедност на сообраќајот на патиштата покажуваат дека во летниот период доаѓа до речиси двојно зголемување на бројот на сообраќајни незгоди, а со самото тоа и до двојно зголемување на бројот на загинати и повредени лица во сообраќајни незгоди. Неретко се случува во летните месеци да имаме по 10, 15 па и по 20 загинати лица во сообраќајни незгоди. Токму затоа Републичкиот совет за безбедност на сообраќајот на патиштата во соработка со Министерството за внатрешни работи и општинските совети за безбедност на сообраќајот на патиштата традиционално секое лето реализираме летна кампања. Ова година летната кампања се одвива под мотото безбедноста на прво место. Денес сме овде во Струмица и нашата цел е всушност да влијаеме врз граѓаните на подигање на свеста за последиците од сообраќајните незгоди. Она што како Републички совет за безбедност на сообраќајот на патиштата сакаме да испратиме еден апел до сите граѓани е да имаат во предвид дека сите ние сме потенцијални жртви во сообраќајни незгоди. Сообраќајни незгоди се случуваат тогаш кога најмалку очекуваат, а последиците од сообраќајните незгоди се фатални и ненадомесливи. Затоа апелирам, возете одговорно, учествувате одговорно во сообраќајот, чувајте си себе си, чувајте ги и другите учесници во сообраќајот, затоа што животот е само еден и не дава втора шанса. Иако се уште ги немаме официјалните податоци, оваа година имаме тренд на намалување на бројот на сообраќајни незгоди. Изминатата 2019 година на ниво на држава 132 лица го загубија животот во сообраќајни незгоди. Ако се има во предвид фактот дека бројот на возачи, бројот на возила во последните 10 години е во континуиран раст, можеме да кажеме дека безбедноста на сообраќајот на патиштата бележи еден тренд на подобрување, бидејќи од година во година имаме намалување на вкупниот број на загинати лица во сообраќајни незгоди. Меѓутоа, ако го поставим прашањето дали безбедноста на сообраќајот на патиштата е на потребното и на посакуваното ниво, ќе кажеме дека се уште не е, затоа што станува збор за загубени човечки животи и затоа што просекот на загинати лица во сообраќајни незгоди во Република Македонија е повисок на 100.000 жители во однос на земјите членки во Европската унија. Токму затоа уште еднаш апелираме на сите граѓани, затоа што статистичките податоци покажуваат дека факторот човек е еден од најчестите причини за предизвикување на сообраќајни незгоди со фатални последици. Затоа апелираме на внимателно и одговорно учество во сообраќајот. Да не дозволиме еден момент на невнимание, еден момент на непредмисленост да ве принуди да направите грешка која што на крајот чини изгубен човечки живот. Ги прашавме и граѓаните колку тие ги почитуваат мерките за заштита од COVID-19, како и мерките за безбедност во сообраќајот. Кажете ми дали често и редовно ги носите маските? Да, секогаш. Ги почитувате протоколите? Да, сите протоколи ги почитуваме, сите мерки што државата. Носиме маски цело време. Дали ги почитувате мерките за заштита од коронавирусот исто така и за кога возите? Да, секогаш. Управување на моторно возило под дејство на алкохол е еден од најсериозните прекршоци кои го прават одредени возачи. Како последица на неодговорното учество во сообраќајот изминатата година во Република Северна Македонија 132 лица го загубија животот, а 5164 лица се повредени.